Еден рок за обвиненија истече, следниот е на крајот од овој месец. Што сработи и што може да сработи специјалното јавно обвинителство? Како Македонија да се врати на реформската агенда од извештајот на Прибе? Правото и правдата како приоритет одат со одговорноста и со транспарентна власт. Но што се случува во реалноста? Поранешниот министер за одбрана Зоран Јулевски ги класифицирал како државна тајна трошоците од службената картичка. А директорот на архивот Филип Петровски тужи зошто му е наредено да даде информации од јавен карактер, наместо истите да ги даде на истражувачкиот тим на топ тема на ваша страна. Неколку аспекти од една иста тема. Враќање на правото и правдата како парадигма за новата власт. Тоа е темата на вечерашната топ тема на ваша страна. Со сите аспекти почнуваме веднаш. Добро вечер. Слушнавте во најавата три навидум различни аспекти, но сите со еден заеднички именител. Владењето на правото и како тоа да се врати на вистинската реформска агенда на новата влада. Многу дилеми, многу прашања за кои мои вечерашни гости се. Поранешниот обвинител, сега адвокат Трајче Китановски. Добро вечер. Добро вечер. Дојдовте. Мирослав Драганов од Институтот за човекови права. Добро вечер и добро дојдовте. И Бојан Маричич од Еуретинг. Првата тема е она што е најактуелно. Истече формално, според некои, според други мислења не, првиот рок на специјалното јавно обвинителство. Тоа беше вчера, на полноќ. Вториот рок е за покренување обвиненија е 30 јуни. Но пред дебатата, фактографски, што сработи јавното обвинителство досега? Буквата Т асоцира на СЈ, на Титаник, Таргет, тортура, ТНТ, транспортер, тврдина, трезор, топлик, тендери, тарифа, тенк, труст, табла, 300, тотал, Тифани, тревник, траекторија, талир. Многу функционери, политичари, државни службеници, бизнисмени се соочија со обвинителите од СЈ за сомнежи за криминал кои се расплетувани с бомбите, за злоупотреби на тендери и милионски штети на буџетот, изборни измами, незаконски уривања, уништување на докази, изживување и сурово постапување, сомнителни набавки. За 17 месеци Катица Јанева и нејзиниот тим отворија 20 истраги и поднесоа 3 обвиненија, тврди на 2 и шамарите во центар. Двете се одлагаа со месеци. На последното рочиште за уништувањето на документите поврзани со прислушкувањето конечно почна, а екс-началникот во петата управа и 6 службенички рекоа дека не се чувствуваат виновни. Третото обвинение е за транспортер. Се чека термин за обвинетите, меѓу кои градоначалникот на Битола Талевски да влезат во судница. На почетокот на годината СЈ се повлече од обвинението за пуч, а сега одговорите кој како прислушувал се очекуваат од предметот Таргет, чија истрага се уште не е официјално затворена. Преку системите за следење на комуникациите од 2008 до 2015 незаконски биле следени комуникациите на над 4000 телефонски броеви за кои не биле издадени судски наредби, утврдила првичната истрага. Освен овој предмет кој се смета за суштински во работата на СЈ, втор на скалилото по важност е случајот Титаник за изборни измами и незаконско издавање на лични карти. Тврдина пак треба да открие кој и како сакал да ги заташка трагите од масовното прислушкување. И другите предмети кои произлегуваат од бомбите кријат одговори на многу афери, а рокот за завршување на истрагите и поднесување обвиненија привршува. Јанева на последната пресконференција испрати порака до пратениците. Ова јавно обвинителство покажа дека е на вистинскиот пат кон ефикасно справување со криминалот што спаѓа во негова надлежност, а со цел во полн капацитет да ја покаже истрајноста во борбата против криминалот и неправдата, бараме новото парламентарно мнозинство да го избрише, измени или укине член 22 од Законот за јавно обвинителство, која ќе овозможи ова јавно обвинителство до крај да ги истражи кривичните дела содржани во доставените разговори од незаконски следени комуникации. Во членот 22 од Законот за СЈ стои:
Јавниот обвинител кој раководи со јавното обвинителство може да покрене обвинение или да нареди запирање на истражната постапка во период не подолго од 18 месеци од денот на преземање на предметите и материјалите во негова надлежност. Од над 600.000 аудио фајлови досега обвинителите преслушале 45%. Останатите засега не ги слушаат, бидејќи кој што рече Јанева, фокусот на работата е ставен на веќе отворените предмети. Тоа беше фактографскиот преглед на колешката Елена Ивановска-Муковска за тоа што сработи специјалното јавно обвинителство до овој ден, речиси до денеска. Господине Китановски, за 17 месеци, 20 истраги и 3 обвиненија. И сега проблемот според член 22 не е во истрагите, туку во обвиненијата. Што понатамо? Има различни толкувања. Кој е вашето? Па, ако се гледа строго формално, член 22 јасно дефинира дека специјалниот обвинител може да покрене обвинение или да даде наредба за запирање на истрагите или истрагата во рок не подолг од 18 месеци. Ако денеска се навршуваат тие 18 месеци, а работите зависно од тоа во која фаза се сработени во истрагата, јас сметам дека специјалниот јавен обвинител требало да покрене обвинение, иако не биле баш до крај доистражени некои финеси кои не се од битно значење. Да бидеме значење. попрецизни, имаме два рока, значи рокот за тие 31 предмет кои што Јанева ги превзеде од основното јавно обвинителство заврши, а рокот за вкупниот сегмент на прислушувани материјали е 30 јуни. Па бидејќи и овие предмети што ги превзеде специјалното јавно обвинителство од основното јавно обвинителство потекнуваат или се поврзани со прислушуваните разговори, односно со незаконското следење на комуникациите, по мене треба да се може да се користи и крајниот рок од 6 месеци, односно до крајот на месецот. Маричич, кој е вашиот коментар? Многу оцени и анализи се правени и во рамките на таа мрежа од невладини организации која што беше формирана. Кои се проценките? Можеше ли повеќе? Видете, не треба да забораваме со какви се пречки се соочуваше од самиот почеток. Од формирањето, назначувањето на тимот, непредавањето на случаи, кои дел случаите до ден денес не се предаваат без никакво сериозно објаснување од Советот на обвинители. Значи, имаше толку многу пречки, и објективни, и субјективни, од дел од институциите. Да не забораваме исто така што се случуваше во Министерството за внатрешни работи и во УБК. Значи, јас сум убеден дека тој тим таму изведил максимум до сега во однос на отварањето на истрагите и обвиненијата. Дали ќе се искористи овој краток период до завршувањето за отворање на нови истраги, мислам дека би морало, затоа што може би има отворено истраги, а ние да не знаеме, но во секој случај мислам дека е ова недоволно ако остане само на оваа бројка. Така што објективно постои потреба од продолжување на мандатот на СЈО. Доколку не успее парламентарното мнозинство тоа да го издействува во собранието со помош од меѓународната заедница, неминовно ќе мора тогаш јавното обвинителство под водство на некој друг обвинител да тоа се други варијанти кои што ќе ги дискутираме. Драганов, вашата оценка за досега сработеното и овој сооднос 20 истраги, 3 обвинени? Па добро, со оглед на обемниот материјал што го има обвинителките, веројатно и целиот тим се разбира, веројатно толку можеле досега да постигнат, меѓутоа видовме 45% сепак е бројка што е помалку од половина. И ако се присетиме досега експертски мислења имаше и во разни дискусии и дебати, каде што и самите обвинители кажуваат дека кога ќе споредите со она што редовното обвинителство реално може да го истражи за тој период, ова е навистина и повеќе од доволно. Меѓутоа, објективно е потребно продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, пред се онај Бојан Маричич што го кажа, пречките кои што се случуваа, што беа видливи за целата македонска јавност, од разните институции, и тие пречки кои што ја спречија работата на ова јавно обвинителство, фактички само овозможуваат да сега дополнително се продолжи мандатот.
Јас пак ќе кажам, ова не е прашање на кој е на власт или прашање кој е мнозинството во парламентот. Сите ако се на линија на враќање на довербата во судството, на отстранување на неправдата, односно да се дојде до правдата, сите што се сега во столчињата на парламентот, на Македонското собрание, треба да заземат еден став, а тоа е да се продолжи мандатот. Ма тоа е посакуваната варијанта, вие ги слушате и до ден денеска. Не е тоа посакуваната. Како вие ќе го отстраните? Нема ден-два од последната изјава на лидерот на опозицијата Никола Груевски дека специјалното јавно обвинителство е едноставно ништо друго, туку партиска експозитура на СДСМ. Па тие со тоа постапување, ова што го презентира, тие на овој начин оставаат печаток за јавноста дека тие се против и автоматски насочуваат дека е некако партиски. Ајде нека се одлучат сите, нека заземат став и за судството и за обвинителството, ама сите пратеници без разлика дали се припадници на опозиција, на позиција, и тогаш ќе ни докажат на нас граѓаните кои што гледаме од страна дека тие се навистина за правдата да се докаже. Зошто? Ајде кажете ми зошто е против. Ќе треба да ги прашаме во соодветна прилика. Господин Никитановски може би изгледа лаички прашање, меѓутоа еве од позиција на бивш обвинител, не знаеме во која фаза се и со каков се материјал располага специјалното јавно обвинителство, меѓутоа теоретски, еве хипотетички, дали е можно до 30 сите овие 20 истраги да се преточат во обвинение? Па, како што рековте, теоретски, ако сакаме да кажеме, да изнесеме став, можно е. Ке се работи напорно и по 12 часови, има таму човешки ресурси и верувам дека и покрај обструкции што имаше и проблеми што ги имаше јавното специјалното обвинителство во својата работа, во истрагата, дека е можно да поднесат барем повеќето од тие обвиненија за кои се воде истрагите. Да го избрише, измене или укине членот 22 од Законот за специјалното јавно обвинителство, тоа се пораките од специјалната обвинителка Катица Јанев. Но со оглед на фактот што како стојат работите во собранието и собранинското мнозинство, се чини дека тоа ќе оди многу тешко, а тоа го навестуваат и последните изјави на премиерот Зоран Заев. Да ја слушнеме. Ќе се обидеме по пат на дебата низ парламентот да обезбедиме 2/3. Тоа е тешка една мисија, заради тоа што нашите политички опоненти се навистина со спротивен став од нас, но ќе се обидеме по пат на диалог низ комисиите во собранието на пленумот, да се убедиме дека таа институција која што заедно со консензус ја формиравме, заслужува да се го заврши својот мандат со заклучоци согласно тоа што ќе го истражува или ќе го комплетира. Тоа значи, ако има докази да процесуира обвинителни акти, ако нема докази да заврши истраги, но тие веќе соопштија дека не се ни 50% истражени сите оние материјали кои што ги имаат во свој посед. Тоа само по себе кажува дека ако сме дале согласност и свој подпис, не е фер да го скратиме на пола она што значи работа на специјалното јавно обвинителство. Заради тоа ја користам приликата да ги информирам и граѓаните, и да повикам во парламентот на сите пратеници да останат на линијата на тоа што веќе еднаш сме го поддржале како политички партии и парламент, а тоа е работата за која што е основано ова специјално јавно обвинителство да биде завршена онака како што тоа е замислено во законот. Денеска е првиот работен ден после мојот повик. Јас ги очекувам неговите реакции по основ на ова прашање. Навистина, неколку пати кажав и пак ќе повторам, реформите се приоритет на оваа влада. Реформите се нешто кое што граѓаните го очекуваат. Една од најзначајните реформи е реформата во правосудството. И навистина, знаејќи дека владата предлага разрешување на собранието, тоа го констатира и истовремено владата дава предлог и за именување до собранието кое што прави избор. Јас мислам дека на тој начин можеме да ги скратиме сите овие рокови. Еден од символите за узурпирана правна држава е господинот Марко Зврлевски. И затоа верувам дека треба ден поскоро да се заврши тоа со оставката. Знам дека има тој своја друга позиција таму во обвинителството или што и да е, редот е да се даде шанса брзо да почнат реформите во правосудството.
Тоа е последната изјава на премиерот Зоран Заев од денеска околу мандатот на специјалното обвинителство, но и околу барањата за смени во редовното јавно обвинителство и не случајно овие две изјави се споени. Во првата изјава Заев вели ќе се обидеме, иако тоа е тешка мисија, не би било фер некого да прекинеме во тоа што го почнал. Во политиката нема фер, има интереси. Сега, бидејќи е ова тешка мисија да се оствари двотретинското мнозинство, доаѓа втората алтернатива. Втората алтернатива е дел од материјалите, тоа што ќе остане непреслушано, или тоа што е веќе почнато, а нема да се формализира во обвинение, да се префрли до основното обвинителство, односно редовното, но со сменет обвинител нов. И сега, господине Китановски, која е потешка мисија? Ова првата за која што и премиерот вели дека е тешка мисија или ова втората варијанта? Првата можеби на изглед е потешка, меѓутоа јас како граѓанин можам да кажам што размислувам и што очекувам. Имајќи предвид дека специјалното јавно обвинителство беше избрано со согласност на 4 најголеми парламентарни партии, дека јавниот обвинител и другите обвинители во специјалното обвинителство беа избрани со огромно мнозинство во нашиот парламент. Значи, во тој момент парламентарците го следеа јавниот интерес на Република Македонија. Откако претходно го прифатија извештајот на Прибе, специјалниот пратеник од Европската Унија. Јас мислам дека во интерес на самата партија која што сега е во опозиција, за да се тргне хипотеката што на нејзино конто, таква е барем перцепцијата, следи, односно е заснована, да дадат придонес, односно да го изгласаат продолжувањето на да изгласат измената на соодветниот член од Законот за специјалното јавно обвинителство и да му се овозможи на специјалниот јавен обвинител да се ги доврши истрагите и ако има проблеми во доказите, ако нема докази, нормално да се запрати истрагите или да се повлечат обвиненија ако има веќе поднесени, а не се завршени, или пак ако има некакво дело сторено од кого било, да се тоа процесуира и во нормална постапка да се евентуално докаже. Што се однесува до втората варијанта, која што би уследила ако не се случи ова првата, ако не се измени соодветниот член од законот, мислам дека не би требало да биде посебно тешка, затоа што сум сигурен, ги познавам луѓето, во оваа фела сум 20 години во обвинителство, 25 во адвокатура. Знам дека има квалитетни кадри кои што се спремни и способни, имат капацитет, совесно, професионално и стручно да се ја работат работата. Меѓутоа со промена на јавниот обвинител мислам дека би се повратила нивната самодоверба, која што на некој начин беше инхибирана. Ајде да го оставиме овој дел околу оставката на Зврлевски, бидејќи и тука има дилеми. Драганов две тешки мисии спомна и самиот премиер. Која е по-реално остварлива? Треба да биде една целта. Таа ја кажав претходно, ако е таа целта да се истера правдата, тогаш ќе се избере првата опција недвосмислено. А ако одиме со втората опција, која што нели како предлог ја кажавте, тука гледам и во последниве денови се отвара прашањето за во однос на тоа мислењето кој би го дал, односно Советот на јавни обвинители, мислењето што би го дал до владата, за потоа до собрание за разрешување или за именување на нов јавен обвинител. Тука мене прво што ми падна на ум кога го слушнав тоа размислување, што е во ред, нели, законскија, ми дојде на ум мандатот на председателот на Советот на јавни обвинители. И сега веднаш се поставува друга перцепција, прашањето колку е кредибилно тоа мислење што би го дал Советот на јавни обвинители, кога самиот председател на Советот е веќе со истечен мандат. И тука се поставува пак прашањето која е позадината, односно дали навистина се сака разрешување на цела оваа ситуација, а само со едногласно, со консензус, ќе се оттргне од тезата дека се прави партиски, се прави за оваа или онаа власт. Посебно имајќи предвид дека уште во 2014 година сегашната опозиција, тогаш позиција, тогаш без присуство на
на опозицијата во парламентот, имаше обиди за одредени уставни амандмани и за, да речеме, реформи во судството. Маричич, зошто овој впечаток е дека Заев веќе неколку пати, откако ја презеде функцијата, тој се само неколку дена упатува на неколку повици до Зврлевски сам да си оди, иако постојат луѓе од адвокатската фела, од стручната фела, кои што набројуваат дури и кривични дела за Зврлевски како аргумент за негово разрешување. Зошто Заев вака го моли Зврлевски да си оди сам, а не се пристапува кон онаа постапка за разрешување? Јас мислам дека пред се целта е да се изврши еден јавен притисок кон него, тој да си даде оставка заради целиот товар и багажот од сиве овие години кога го водеше обвинителството на начин на кој што го водеше, наместо тоа да биде прикажувано како некој вид на политички реваншизам во разрешување од страна на владата. Но во секој случај тоа верувам дека нема да остане само на јавни повици. Тоа е веројатно само создавање на контекст за почнување на таа постапка, и таа постапка би требало да започне час поскоро, за да се релаксира ова прашање на продолжување на мандатот на СЈО или не, бидејќи тоа е една точка која што ќе раѓа подолби веројатно и во собранието, можеби и внатре во опозицијските партии, во ВМРО ДПМН, но тоа неминовно ќе биде дел од таа реформска европска агенда. И затоа и добро да биде поддржана од опозицијата. Но ако не биде, тоа ќе биде аргумент да се влезе во побрзо реформирање на обвинителството и побрзо представување на реформите во делот на судството. Китановски, во еден друг контекст ден објаве, коментирајќи ја истрагата околу случувањата на 27 април, и вие го споменавте тоа, непостапување на обвинителството и одговорноста за непостапување. Значи, се редат многу такви примери околу во кариерата на Зврлевски. Зошто, како вие коментирате оваа тактика на молба? Дали е подготвување на терен, како што вели Маричич, или сепак овие пречки во somислењето на Советот, иако се проблематизира нели и мандатот на председателот, се може да искомпрометира цела процедура за смена? Па, јас не би сакал да шпекулирам што е идејата на господинот премиер со повикувањето на Зврлевски денеска, како што пратам повтор па да си поднесе оставка. Ниту јас можам да кажам следното. Ако веќе партијата која што го предложила Зврлевски, мислам 2006 беше, ако не се лажам, за држан јавен обвинител, се согласи да се формира специјално обвинителство, пратениците сите, како што рекоме, огромното мнозинство изгласа закон за специјално обвинителство и специјален јавен обвинител. Тоа, според мене, требаше да биде многу јасен сигнал за Марко Зврлевски, кого инаку го познам многу добро, сме работеле заедно. Беше сигнал досега да се повлече, напротив, тој остана да биде упориште на владеачката гарнитура, на бившата владеачка гарнитура. Сигналот беше, според мене, веднаш да се даде оставка наредниот ден по изгласувањето на овој закон. Затоа што мнозинството парламентарци констатира, прифаќајќи го извештајот на пример, дека јавното обвинителство затаило, дека не се процесуирале битни, клучни, круцијални предмети. Самото изгласување на специјалното значи нешто не чини во редовното јавно обвинителство. Тоа не треба некоја филозофија, па човек да го тоа свати. Ке има ли сепак потреба за измена на законот за специјалното јавно обвинителство, бидејќи последните податоци се дека 45% од над 600.000 фајлови се преслушани. Никаде сега не стои ни во овој закон што со тоа што нема да биде преслушано. Па така е, законот е веројатно правен во еден цајтнот и има повеќе одредби што би биле добри кога би биле внесени, ама ги нема. Меѓутоа, мислам дека, велам уште еднаш ќе повторам, јавниот интерес треба да го следи секој граѓанин и секој субјект на оваа држава. А тоа е да се доистржат сите прислушкувани разговори, бидејќи
упатуваат на тешки сомненија за сторени тешки кривични дела. Најдобро е да се истражат сите тие прислушкувани разговори, дали се основани, односно дали има докази кои што ќе ги потврдат или ќе ги демантираат, односно нема да ги докажат. Кои се вашите анализи, ќе морали сепак на крајот да има некаков компромис за измена на овој закон, или впрочем и на другите, зашто сепак ќе биде неопходен консенсус? Па ако се сака реформа вистинска во судство, во обвинителство, голем дел од тие закони се носат со двотретинско мнозинство. Ама тоа е предност, јас би рекол, не само во оваа ситуација, него и во секоја идна ситуација, кога имаме биполарност на партии во парламентот, прилично изедначени или помалку изедначени, сеедно, да се направи консензусот за да се избегне тоа партиски реформи во судство, да се избегне мешање на извршната власт во судската власт, да се избегне мешање на законодавната власт во извршната власт. Токму низ овие постапки. А ова што се премиерот што најавува дебата, да, потребна е дебата. Ние изгубивме сенс од дебата. Во секаков смислата за дебата и во парламентот и секаде е изгубена. Затоа што можеби овие аргументи треба навистина без никакви злоупотреби да се кажат таму каде што се во парламентот. Марич, за жал мислам дека повторно ќе биде ова прашање доколку се решат и од мнозинството и поддржано од меѓународната заедница да се оди по патот на собранието и компромисот. За жал, веројатно ќе мора повторно се стави на маса на политичко договарање и преговарање. Не мислам дека ВМРО ДПМН безусловно би прифатило продолжување или бришење на овој рок. Може би прифатиле уште некој нов рок кој што за уште неколку месеци или уште една година би го продолжил заради големиот притисок и од јавноста и од реформската агенда, но мислам дека и сето тоа нема да оди баш многу лесно, затоа што токму затоа веројатно законот не е идеален затоа што е правен како резултат на политички преговори, но исто така и затоа можеби и сака ВМРО ДПМН да го префрли ова на теренот на јавното обвинителство, за кое што нема дадено согласност доколку се смени јавниот обвинител. А за ИСЈ има дадено согласност и сосема е поинаков контекстот една таква силна институција, политички поддржана од сите партии во собранието, да ги спроведува овие случаи. Затоа мислам дека работата е јасна. Прашањето е дали ќе успее и премиерот Заев, но и оние најзаинтересираните граѓаните, јавност и меѓународната заедница да ја отвора таа дебата на вистина во парламентот и таа дебата да нема само таинственост на политички пазарења, туку на вистина да биде отворена и објективна. ИСЈ е само едно од многуте отворени прашања кога е во прашање македонското судство и реформите што предстојат и за кои единствен и заеднички именител е политичката волја. Што се планира, односно што се заговара новата влада, а колку од тоа е можно да се реализира, во продолжение од дебатата по кратка пауза за реклами. Реизбор на суди и ново судско одделение за случаите на СЈО, измена на дузина закони, се за тоа дел од мерките кои што ги планира новата влада за подобрување на состојбите во судството. И кога се тие во прашање, првата асоциација е ПРИБ. Но пред продолжението на дебатата нема да подсетуваме на веќе подзаборавениот долг, но многу прецизен извештај на ПРИБ. Туку на еден практичен пример кој го отвори топ тема на ваша страна пред неколку недели со случајот со фалсификуваните дипломи на јавните на кандидатите за нови јавни обвинители, кој што е слика и прилика на кое дереđe е македонското судство. Вечерва имаме продолжение на таа приказна. Основното јавно обвинителство тврди дека нема никакви притисоци да го чува во фиока предметот за скандалот со фалсификатите во Академијата за суди и јавни обвинители. Обвинителството потврдува дека води предистражна постапка за 1/3 од кандидатите, за кои постојат сомнежи дека со фалсификувани сертификати за познавање на странски јазик конкурирале на огласот за прием на 60 нови обвинители во Академијата. Реакцијата следи откако директорката на Академијата Арнаудовска тврдеше дека родители на дел од кандидатите вршеле притисоци. Јас се надевам и ве уверувам дека таа постапка ќе заврши и покрај тоа
што имам сознание дека се вршат големи притисоци. Значи, Притисоци од кого? Врз обвинителството да не ги води тие предистражни постапки. Тој демантира, тврдејќи дека постапката се одвива според законските прописи. Основното јавно обвинителство истакнува дека нема никакви притисоци во предметот. Постапката што се води за 41 лице е продолжена со барање за меѓународна правна помош околу утврдување на потеклото и легитимноста на издадените сертификати кои потекнуваат од различни држави. Овие лица не признале дека се виновни, за разлика од стручната соработничка од Скопска апелација, која засега е единствено осудена на условна затворска казна. Основното јавно обвинителство во таа постапка постапило по признание дека документот е фалсификат, пошто обвинителството поднесе предлог за казнен налог, врз основа на што судот донесе пресуда која веќе е правосилна. Сепак, обвинителството упорно одбива да потврди дека голем дел од 41 лица опфатено со предистражната постапка и денес работат како стручни соработници во оваа институција. А приказната на топ тема на ваша страна и обидот да се дојде до одговори не донесе до уште еден скандал. А тоа е фактот дека мандатот на директорката на Академијата и на целиот управен одбор е истечен повеќе од 2,5 години. Така барем тврдат голем дел од експертите, а директорката и дел од членовите на управниот одбор тоа не го признаваат. За да биде апсурдот поголем, причината е што во високите судови и во вишето обвинителство и во републичкото јавно обвинителство нема кандидати со доволно познавање на англискиот јазик. Тоа го потврдува и председателот на судскиот совет. Еве ја и неговата изјава. Немаме лица од судовите кои што ги имат потребните сертификати за познавање на странски јазици. Сега судскиот совет, сега ни очекуваме од сите судови да ни ги достават и како доказ сертификатите кои што ги имат тие судии кои што рекле дека имаат сертификат. Вие поседувате ли? Јас не поседувам. Не сум почувствувал потреба да поседувам до сега. Ете, тоа е сликата од терен за македонското правосудство. Кој дереđe е? Жалосно. Таков кандидат, било да биде избран за суд или обвинител, нема да има кредибилитет. Цело време ќе го прати овој багаж. По мене, тоа можело да се реши многу едноставно, да се поведе соодветна постапка за дисциплинска одговорност таму кај што се вработени, да се отстранат од работа и јавното обвинителство да се заврши работата. Јавниот обвинител не може да цени опортуно е или не е да гони. Значи, огласот е распишан поради итна потреба од обвинители, а веќе 9 месеци не се презема ништо. И се држеше во тајност, се дури скандалот не беше изваден на виделина во оваа емисија. На вистина недозволива. И сега не е проблемот само во тој скандал, туку се редат нови коцки во тој мозаик. Драганов на почетокот спомна дека мандатот на председателот на Советот на обвинители е истечен, мандатот на директорката на Академијата е истечен, мандатот на управниот одбор на Академијата е истечен, а причината за тоа е што во високите судови, Врховниот, апелација, Висше обвинителство, Републичко обвинителство, нема луѓе со сертификат за англиски јазик. И сега, после овие факти, ние треба да ја почнеме дебатата како да се вратиме кон она што го пишуваше во еден извештај, познат како извештајот на Прибе. Како? Ајде, Маричич од вас. Мислам дека ќе биде неопходно прво да се скенира целата ситуација до детали, затоа што ова е само дел што произлегува и замислете само од иницијатива на медиумите и на граѓанските организации доаѓаме до овие точки. Секако голем дел од суштинските и системските проблеми се наведуваат и во извештајот за напредокот, но неопходно ќе биде да се отвори целиот реформски процес на сериозен начин. Тоа значи да се направи еден сериозен акцијски план кој што ќе биде во консултација со
граѓанското општество, со фелата, значи со адвокатите, со обвинителите и со дел од обвинителите и со судиите што ќе сакаат да учествуваат во тоа и ќе може да дадат придонес, и во парламентот со опозицијата. Значи овие работи мора да излезат на виделина. Овие апсурдни ситуации во кои што сите институции и сите институти, сите правила се обесмислени, мислам дека ќе мора да се отворат и да се променат. За овој процес ќе биде неопходна поддршка делумна од опозицијата, но судството доколку не се реши тоа, тогаш ќе мора да се бараат алтернативни начини. Да се прави специјално оделение на суд, да се прави да се наоѓаат судии кои што или пак да се менуваат претседателите на судовите и така натаму. Повторно ќе мора да се оди на принципот на битка со оние луѓе кои што беа инсталирани сиве овие години и кои што се дел од заробената држава која што е констатирана во сите извештаи. Меѓутоа, вие имате сега еден конфликт. Ако го слушате новиот председател на Врховен суд, за него е алфа и омега извештајот на Прибе. Ако го слушате председателот на Судскиот совет, тој и натаму тврди дека тоа е само лоша перцепција, наметната од некого од нас. Мислам дека тоа невозможно веќе тие тези да се држат дека е Прибе само перцепција, затоа што врз база на Прибе беа направени пржинските договори, врз база на тоа се случија изборите, имаме промена на власта, значи не можат веќе луѓето кои што учествуваа во создавањето на овој систем да тврдат дека нема проблем во системот. Премногу работи, премногу факти излегоа на виделина и доколку не се случи промената час поскоро, ќе се случи крах на судскиот систем кој што и онака има ниска доверба кај граѓаните и кој што ќе стане пак дел од политичката битка. Драганов? Јас само, ако го имам предвид 8 годишното работење на Институтот за човекови права, чисто главен фокус е заштита на човековите права, односно следење на судството, на реформите во судството, само ќе се прашам од каде да почнам, колку има вакви примери. Ајде од ова последново, бидејќи и од нашава продолжението на нашава истражувачка сторија, бидејќи имаше и еден конфликтна релација академија институт околу. Па да, не беше конфликт, тоа беше само информација пласирана во јавност дека добро, во ред, можеби намерата била да се смени пристапот на академија во насока да се соработува со граѓанскиот сектор. Искрено таа иницијатива тргна од наша страна, бидејќи беше институтот имаше нели како цел да ги мониторира реформите во судството, особено во Судскиот совет и за утврдување на точните индикатори за таа методологија како тоа најдобро да се направи, беа консултирани повеќе страни засегнати нормално, меѓу кои беше Академијата за суди јавни обвинители, Сдруженијето на судии, Судскиот совет и Советот за утврдување на факти. Интересно е што после тие по завршување на тие иницијални состаноци кои што беа на почетокот на февруари, институтот одржа 2 јавни трибини конференции на кои што може јавно да се презентираат сите работи и другите засегнати страни го искористија тоа право и презентира, меѓутоа од академијата немаше представник и никогаш не беше никој присутен, така што не може да зборуваме за некоја соработка или волја за соработка. Во однос на оваа слика што се создава од самото тоа што некој ви зборува за право, а е на таква функција каде што најобичен граѓанин не може да му верува. Како вие зборувате за утре судство кое што почнува од академијата со една почетна обука, а директорот на таа институција има мани, да речем, во работењето. И тоа е видливо за сите. Оспорен мандат, тако некој. Така е. Не само тоа. Тука се спомна тогаш и трајниот мандат дека бил во тоа интервју на господја Анета Арнодовска беше дека трајниот мандат е еден од препораките меѓународни стандарди на судиите, тоа е во ред, меѓутоа не може да се никој да се крие зад превезот на тај траен мандат, особено што ако има некакви злоупотреби, тие треба да се испитаат. И зошто е толку таа фама и плашење од тој генерален реизбор, што всушност не е реизбор, туку е евалуација, преоценување на работата на судиите, особено што, да речеме,
јас ако сум представник на судски совет и ве бирам вас тројца како најдобри кандидати, па нема да имам проблем никаков утре да дојдат 3 надворешни комисии и само ќе го потврдат истото веројатно. Меѓутоа, веројатно е проблемот во тоа што низ овие години се избирале не така секогаш најдобрите кандидати од судскиот совет, а па ако тргнеме тука и членовите на судскиот совет, оние што се 8 представници на судиите, избрани од судиите, кои што реално имаат можност за 2 мандати, 2 пати по 6 години, каде што не одговараат на никога за својата работа. Ако тргнеме од тоа другите истакнати правници од кој калибар беа и како стигнаа до тоа ниво, јас многу прашања ми се наметнуваат и жалам што и самата правна фела е поделена, тоа се чувствува, тоа едноставно во воздухот е дека половина барем од колегите се срамиме од тоа другите одлуки какви се носат, а особено е лошо за почетници, за судии. Еве ќе ви кажам искрено, јас имав желба од мал да бидам судија, меѓутоа со самото сретнување во судството таа желба ја изгубив. И посебно вака кога ги гледам сите овие работи, си велам нема поента. И кога ќе се врати таа доверба во судството ако не се тргне од ова, значи за кредибилитет може да зборува некој кој што има кредибилитет. Ние заборавивме на морални оставки, заборавивме воопшто на право. Ние одиме спротивно на правото во секој момент. А судиите, судството е последната пречка или последната инстанца која што треба да ги санира сите оние попатни злоупотреби што се случиле. И сега кога го имате во финалната инстанца и имате најголемата злоупотреба што е видлива од сега за сите, тогаш е прашањето како ова да се надмине. Мора тие граѓанските организации дадоа неколку препораки. Да, ќе ги дискутираме само господин Китановски претходно. Колку е клучен човечкиот капитал пред се? Бидејќи ако зборувавме за оној дел претходно за специјалното обвинителство, за потребата од измени на закони и кои што се есенцијални за нештата да се придвижат, овдека со исклучоци на некои закони како оној за одредување на видот и одмерување на висината на казната, па сега некои одредби околу изборот на членови на советот на јавни обвинители, двојството судирот меѓу советот за утврдување на факти и судскиот совет, значи ако за момент ги тргнеме овие прашања како недостатоци, не велам дека се небитни, на законско ниво се чини дека закони не недостасуваат. Доаѓаме тука очигледно до проблемот на човечниот фактор и на судиите и обвинителите. Потенцијалот на моралните и квалитативните вредности. Тоа ништо ново нема да кажам ако речам дека најважен е човечкиот фактор, односно кадрите, кадрскиот потенцијал во секој од овие институции. Таму има прекрасни, стручни, професионални луѓе, суди и јавни обвинители, меѓутоа за жал во последно време се избра одреден процент, не сакам да шпекулирам, треба да се направи некакво истражување. Има суди и јавни обвинители кои што навистина немаат капацитет и стручност и професионалност да ги вршат тие функции. Ама на жалост ги вршат, односно се обидуваат да ги вршат, а штетата е по правата и слободите на граѓаните. А тие имаат функција, задача, примарна да ги штитат баш тие права и слободи на граѓаните. Меѓутоа поради својата, ќе повторам, непрофесионалност или недоволна стручност, тоа не се во состојба да го чинат и не го чинат, не може да го чинат. И сега ние имаме судски совет кој што од тело кој што требаше да гарантира некаква независност, се претвори во монструм кој што никој не може да го контролира со сите тие попатни измени на кооптирање на членовите. Сега тука во програмата на владата се вели изголемување на транспарентноста на судскиот совет, намалување на судските такси, реформи на академијата, нов закон за судска служба заради подобрување на статус на судските службеници, да не ги читаме поред сите програмски определби на владата. Две се клучни кои што предизвикуваат најмногу внимание, тоа е специјалното оделение и така наречениот резбор. Што, ајде прво со
специјалното оделение? Како, тука немаме некои законски пречки, што тоа би значило? Тоа би значило дека да се изберат суди кои што ќе ги судат баш овие предмети што ќе ги процесуира специјалното јавно обвинителство. И сметам дека во дадената ситуација е неопходно нешто такво за да се добие правна завршница, правна разрешница на сите овие започнати предмети од специјалното јавно обвинителство. Мислам дека во законот тоа требало или во пржинскиот договор да се предвиди, меѓутоа на жалост тоа, не знам од кои причини, пак не би шпекулирал, е испуштено да се предвиди, да се озакони и сега имаме ситуација каква што имаме со кривичниот суд. Сега, ајде едно практично прашање како адвокат. Судските предмети се делат преку посебен компјутерски систем. АПСИС беше, мислам. Не. АКМИС, да. Меѓутоа, познавачи на овој систем и на информатичката технологија, ќе ви кажат дека ако го земете списокот на распоредени предмети, невозможно е тој систем да работел без човечка интервенција, бидејќи по правило е направен да работи автоматски. Се внесува предметот и си пресметува машината кај кој судија треба да оди, меѓутоа по начинот како се делат предметите се гледа дека има некој копче каде што некој штиклира или може да влие додава одредени да влие на системот. И пред да се појават предметите со на специјалното јавно обвинителство, во адвокатската фела и меѓу судиите се шпекулираше, или барем тоа беа гласини, не можам да тврдам, дека не е всушност компјутерско распоредувањето на предметите, туку дека тој систем има одреден софтвер со кој што нормално оперира оператор, ние го викаме тамо информатички инженер, и кој што помага или не знам како тоа, не би сакал пак да шпекулирам. Да, меѓутоа, ако сте вие тројца суди, ако тој систем функционира на вистина автоматски, тогаш ќе имате еднаков распоред. Меѓутоа, ако евентуално го иземеме Маричич од намерно или ненамерно, не би сакал да шпекулирам, тогаш предметите нема да одат кај него, бидејќи него го нема на листата, ќе одат само кај вас двајца. Па тоа е јасен индикатор дека системот не работи самостојно. Софтверот не работи самостојно, значи дека има човечко влијание. И сега два примери имаме, еден оној наши истражувачки, друг од праксата. И двајцата доаѓате од делота по голема мрежа на невладени организации кои што уште на времето, велам го подготвија оној така наречен блупринт, или ајде ќе ја кажеме на македонски повеќе одговора бела книга за реформи. Таа беше посветена на оној период кога се преговараше каква ќе биде владата, што ќе биде, и во нејзина основа стои дека се тоа реформи кои што би требала да ги спроведе техничка влада. Неколку се столбовите, почувајќи од финансии, корупција и така натаму, ќе се задржиме на правосудството. Еве, прво Драганов, па Маричич. Што од тоа е одржливо, применливо сега или треба да се надогради? Видете, тој документ беше изработен минатата година, ова време негде од прилика. Финалната верзија излезе на 8 јули, што значи пред 11 месеци. Уште тогаш, една од препораките ќе можете да видите таму е продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, кое што беше логична последица на пример на аболицијата. Го споменав и го зедов со мене како пример, бидејќи е се уште актуелен, од точка до точка. Така, а тој се освен фактот дека основната препорака тогаш беше да го реализира техничка влада. Затоа ја прашав колку е сега применлив по својата суштина, бидејќи имаме политичка влада. Добро, сега конечно имаме барем влада што може има пол мандат, нема само мандат за организирање на избори, како што беше долги месеци наназад, да. Имаме функционален парламент, така што конечно сега
оваа влада, бидејќи дојде на ред да ја води државата, треба да се води од она што во Европската унија е препорачано, односно и во репортот на Прибе, во извештајот и во итните реформски приоритети и во напредокот, извештајот за напредок на Република Македонија во однос на реформите на Европската унија. Така што во сите овие сегменти правосудството и сите овие проблеми се ставени како приоритет. Така што не е прашањето беше овој вакуум период до сега да се надомести сега што побрзо. Значи веднаш што побрзо мора да се надомести, мора од тука да се тргне за да има некоја иницијална каписла дека навистина се стремиме да одиме и во патот на Европската унија, но пред се ова е за нас како општество да дојдеме до некоја поморална, да речем, високо ниво и на ниво на судство и на ниво на моралност во општеството. Маричич? Голем дел од овие точки во блупринтот или во документот за итни демократски реформи се однесува на зајакнување на независноста и на надлежностите на СЈО од отварање на истражен центар во УБК до ова прашањето на мандатот, буџетот и така натаму. Но исто така се фокусира на што се фокусира извештајот за напредокот од ДЕУ. Тоа е мандатот и функционирањето на советите, Советот за јавни обвинители и Советот и Судскиот совет, и особено да кажем диверзификација, значи поразновидно правење на составот на овие тела, бидејќи во моментот јасно е дека постои во голема мера во Судскиот совет контрола врз партиска контрола врз членовите на Судскиот совет, во Обвинителскиот совет гледаме дека е ситуацијата крајно драматична со оглед на тоа што не можат веќе трет пат да изберат нови обвинители, истечени мандати и така натаму. Мислам дека се неколку линии на според ова што го предлага документов, но на кои што треба да се внимава, но овие линии ќе мора да се надоградат. Значи овој документ е правен во одреден контекст. Денеска имаме поинаков контекст. Ова е одличен документ за почеток, но ќе мора да се додадат некои работи за да може да се споредува. На пример, еве ќе ви кажам неколку примери. Мислам дека мора да се гледа аспектот на антикорупција. Значи борба против корупцијата, на тој начин да се дојде до свеста, совеста и делувањето на определени судии. Тоа се модели кои што се користени во Романија и во Бугарија и во Албанија. И неминовно е и од тој аспект да се гледа делувањето на судиите. Кој како го стекнал имотот, кој кога го стекнал имотот, како тоа, дали се поврзува тоа со одлуките нивни во некои случаи. Тоа е едно прашање. Друго прашање е политичкото влијание, значи дали действувале во корист на некоја политичка партија или пак под притисок и уцена на некоја политичка партија. Значи и третото прашање, тоа што го спомна господинот, е врзано за стручноста и компетентност. Значи таа е трета категорија, зашто имате и стручни и компетентни суди кои што имаат проблем со интегритет. Сега сето ова што го говорите, вклучувајќи го и реизборот, кој што некои велат е изводлив, некои велат воопшто не може да се спроведе, сето тоа зад себе го носи ризикот од да биде квалификувано како реваншизм. Како тоа да се изведе. Бидејќи имате правници кои што велат дека реизбор е, генерален реизбор е невозможен. Нема таква пракса. Од друга страна, и секој поинаков обид за измена на законов или бара консензус, или повторно ќе најде на такви квалификации. А факт е дека од нешто мора да се тргне. Според мене, треба да се почне од измени на повеќе закони. Тука мислам на законот за Судскиот совет, законот за совет на јавни обвинители и други закони кои што мора да бидат една почетна фаза во тие реформи. Измени во кој контекст? Да се овозможи поинаков избор на членовите на тие совети, за да се некако поправи тоа што може да се поправи. Јас, може би не сум тој што треба да кажам, меѓутоа, во исто време
треба да поднесат оставка и председателот на судскиот совет и председателот на советот на јавни обвинители, затоа што тие се тие што генерира избор на несоодветни кадри, односно недоволно остручени кадри. И тие треба да понесат одговорноста, тие не треба да делуваат во смисла на политички заложби или не знам симпатија или антипатија, туку точно за она за што се избрани на тие функции, а не е битно тие што мислат. Тие ќе ви одговорат дека делува по законот, а законите ги менуваа неколку пати некои други, односно тогашната владеачка гарнитура. Не е битно што мислам јас за себе, туку е битно што другите мислат, така и за нив. Не е битно тие што лично за себе мислат. Секој човек е да, но пак ќе се вратам на изјавите на Јово Вангеловски. Вангеловски се однесува како прв пат да влегува во Врховниот суд, како да не бил дел од сето тоа што го слушавме на бомбите и вели од денеска почнуваме со реформите на Прибег. Го имате председателот на судскиот совет Караџовски и во ова студио пред известно време и вчера завчера на друга телевизија, каде што за него сите овие забелешки за кои што ние говориме вечерва се абстракција, нешто. Па тој господин, не го познам лично, меѓутоа како да не е од Македонија, како да не е председател на нашиот судски совет. Според изјавите слободно може така да се каже. Не знам кои се мотивите и причините за едно такво негово јавно произнесување. Имаме ли, ова е прашање за сите, има ли модел за овој, ајде, овој пат ќе го наречеме така наречен реизбор, бидејќи ми се чини дека во овој момент и конкретниот концепт на новата влада не е готов. Има ли модел кој што може да одговори на сите овие забелешки за партизираност на судството, за некомпетентност, нестручност, а да зад себе тој концепт да не ја има етикетата на реваншизм? Па, мислам дека не би требало да се етикетира како реваншизам, меѓутоа ќе повторам, прифатен извештај на Прибег од сите правни политички субјекти во Македонија. Ако е така, значи треба оваа влада, бидејќи техничката влада видоме како го истера мандатот, ни криви ни дужни, ама ете така беа принудени да бидат некаква влада техничка. Сега имаме политичка влада која што е должна и така се декларираше во досегашниот период да ги на дело спроведува забелешките на Прибег, односно да преземе реформи таму каде што е најклучно и каде што имаме најлоши резултати. Нашите граѓани многу јасно знаат да оценат и да кажат и да ги прашате ќе кажат каде. Затоа сметам дека треба се направи некое компетентно тело од стручни луѓе, професионални, кои што немаат некаква етикета или политичка припадност и да изработат план за промена во законите кои што ги тангираат прашањата и проблемите во правосудството. Драганов, па Марички. Јас имам чувство дека цело време се фокусираме, кога зборувате за модел, се фокусирате на форма. Воопшто, како и сите дебати кога се организирани, секогаш се оди како формално да се изведе. Според мене еден е начинот, волјата, менталитетот. Само тој е начинот. Друго попатно ќе се реши, ќе се направи, меѓутоа волјата е важна. А јас ќе прашам, кога се зборува за реваншизам, само ќе прашам, ќе се присетам на моето 4 годишно одење во суд, ќе се присетам дали според јавност или според вас овде е реваншизам да се преоцени квалитетот на секој судија поединечно, значи кога зборуваме генерален мислиме за секој судија поединечно и дали некој би се прашал, дали некој би се плашал од тој реваншизам, ако од друга страна сум имал случаи судии кај што рекол јас овде сум привремено, јас ќе бидам нотар, овој предмет ќе го одложиме. Каде што не знаел кога говорам за моделот не е небитен, бидејќи кај дел од јавноста постои впечаток дека наредната седница јавноста која што нема увид како сите вас во законите, процедурите, дека наредната наредна седница може едноставно владата да каже сите овие 630 суди, односно сега се 570 и нешто, од денеска не се не работа и ние ќе почнеме во собранието да се бираме нови. Значи, се создаваат некои стереотипи, шпекулации, бидејќи на вистина го немаме моделот или начинот. Дали тоа ќе биде евалуација, нов начин на оценка, отстранување на недостатоците во сегашниот систем на оценување на судиите, е
не е небитно, меѓутоа е дел од тие финеси кои што треба да и предочат на јавноста што на вистина ќе се случува, бидејќи генералната слика е сосема спротивна. Сите дома, па бираме наново судии. Не знам, јас прво би се навратил на ова прашање на реваншизам. Значи, секоја смена на овој досегашен естаблишмент на некој начин ќе биде од нивна страна третирано или представувано како реваншизам. Меѓутоа, ако зборуваме за судството, премногу работи, да земеме само во последните неколку месеци или година. Премногу аномалии на судскиот систем излегува на површина и стана очигледни дури за граѓаните кои што не се правници или не се упатени во тоа. Значи, имате ситуација каде што имаме човек кој што е под истрага, за кој што е 2 месеци во бегство и на кого што му се укинува притворот. На кого нареден треба, или вие ќе имате аргумент да му изречете притвор некој кој што е во бегство, доколку за овој случај тоа не го правите. Или пак потребувате правни лекови кои што се дискутабилни во најмала рака. И истото важи и за инцидентот од 27 април. Значи, минатата година за само присуство или само приближување кон полицајците имаше луѓе кои што беа уапсени и осудени на истиот начин како што беа осудени луѓето кои што влегува во парламентот. Барем Телма имаше и Топ Тема имаше цела сторија и повеќе стории за тоа. Сакам да кажам, судството се компрометираше на многу високо ниво за многу очигледни случаи со своите одлуки и со своите постапки. Истото важи и за јавното обвинителство. Така што неминовно е дека мора да има промени. Ако за нешто постои консензус во пошироката јавност, е дека се потребни промени во системот. Драганов, некако не се согласувавте со овој мој коментар претходно дека е битен модалитетот. Еве, бројам некако низ овие ваши инструменти 8 и изброев 8 измени на плюс уште 2, значи 10 измени на клучни закони. Така. Меѓутоа, за да ги измените, најчесто тие што се поврзани со судство треба двотретинско мнозинство. Граѓаните за да разберат, за тоа треба да се сложат сите пратеници или повеќето пратеници без разлика на која политичка провиненција припаѓа. 81. Така, 81 според сегашниот состав, бидејќи немаме тројца плюс од диаспората. Меѓутоа, тука се ева прашањето. Зошто, сега треба да ги прашате тие што се против, зошто се против? Ајде нека излезат. Зошто? И зошто е тоа реваншизам? Јас ве уверувам дека тие суди, а има суди, еве колегата е секој ден во суд, сум бил и јас, знам дека има суди квалитетни и кој сакате нека дојде нека ги оценува, тие никогаш нема да го разберат тоа како реваншизам, затоа што се чувствуваат, имаат интегритет и имаат сигурност во своето знаење. Значи, трајно е само знаењето, не мандатот, трајно е знаењето. И тие нема никогаш да го почувствуваат тоа како реваншизам. Меѓутоа, сите други што се дојдени на мала врата, така да се изразам во некоја позиција, сите тие ќе го доживеат тоа како реваншизам. А прашање е зошто е проблемот на овие што се во законодавната власт, во собранието, зошто е проблемот? Што имаат против? Што имаат против? Не ви создава некој сом нешто? Околу моделот јас сакав да прокоментирам. Значи, моделот ќе се изгради, меѓутоа тој во никој случај не може да биде идеален, ако ништо друго заради ситуацијата со мнозинството во собранието. Меѓутоа, за тоа што го спомнав преска би го доелаборирал само на кратко. Мора да се тргне во борба против корупцијата на сите нивоа. И тоа ќе изведе на површина, ќе реши дел од проблемот во судството. Повеќе пати споменувам примерот со Албанија, каде што стотици суди одстапиле само заради фактот што им било побарано да декларираат потекло на имот. Изборот бил дали ќе останете во судството и ќе мора да го декларирате имотот или веднаш ќе заминете. Значи, има модели, меѓутоа треба навистина за ова да се отвори дебата. Не може ова да се реши за еден ден или два или преку ноќ. Кој ќе води борба против корупцијата ако ги имате последните сознанија од извештајот на МЦМС дека најголемата акција против невладиниот сектор е иницирана токму од антикорупцијската комисија. При тоа имате критика на истата конференција од обвинителството дека антикорупцијската комисија не била многу активна
во изминатата година, односно за изминатата година не покренала ниту една постапка, и објаснувањето на првиот човек на антикорупцијска комисија е дека се проверувало евентуално финансирање на тероризам. А знаеме дека главните донатори беа Европската унија, USAID, налозите беа за парите на USAID. Да. Не, па токму за тоа велам дека промени ќе мора да почнат од оние институции кои што се нарекуваат Комисија за спречување на корупција, а немаат врска во својата суштина и во својата работа со тоа. Затоа мислам дека ќе треба на многу полиња да се направат промените за да успее целокупната реформа во судството. Да не заборавиме дека токму таа Државна комисија за спречување на корупцијата е институцијата со најмала доверба во јавноста наспроти довербата на СЈО. Тоа се институции кои што заслужуваат посебна дебата, бидејќи тука го имаме и Државниот завод за ревизија на кој што падна голема улога во контрола на државните пари, а првата државна ревизорка излезе и рече дека нивната методологија не одговара за да ги контролира партиските благајни. Тука се затвора тој круг на неодговорност и на нивната методологија не се совпаѓа. Многу прашања очигледно. Од што треба да се почне за се чини длабоко орање, не козметички реформи. Треба длабоко орање, меѓутоа за длабоко орање мислам се уште нема соодветни алатки. Меѓутоа треба да се почне веднаш, да не се губи време. Ги нема оние 2/3, да не забораваме. И ги нема 2/3. Нажалост, меѓутоа ќе повторам во овој контекст дека мој впечаток е дека доколку претседателите на судовите во Македонија совесно го применуваат законот за судови и законот за судски совет, слободно можат да се разрешат барем 20% од неквалитетните суди во судовите во Македонија. Тоа ви го тврдам. Ако доследно го применат законот. Има такви одредби во законот за судски совет, односно во законот за судовите. Меѓутоа, претседатели се тие кои што треба да инициираат соодветна постапка за разрешување на одреден неквалитетен или недоволно квалитетен судија. Не може секој дипломиран правник со завршена академија или положен правосуден испит да биде судија или обвинител. Да, но ние имаме ситуација во која се уште имаме ВД председател на најголемиот суд во држава. Па, на жалост, и тоа очигледно и од признаени од изјави дека заради политички причини. Тоа пак оди на конто на судскиот совет и председателот кој што во последните 2-3 години е председател. Тој директно го крши деловникот на судот, поставува ВД председател не од редот на судиите, туку од Врховен суд. И бидејќи правдата или правната држава не одат без одговорноста и отчетноста во завршница, да едно интересно истражување на топ тема на ваша страна. Како тоа може да се случи, лична службена сметка на министер да се прогласи за државна тајна. И уште еден пример, наместо да се даде информација од јавен карактер, да се тужи комисијата која ви наложила зошто не сте постапиле по тоа барање. Тоа се две истражувања споени во едно, но за нив по уште една кратка пауза за реклама. Отчетно, одговорно, домакински. 3 збора, илјадници пати повторени од минатата владеачка гарнитура. Одлучивме да провериме дали навистина е така. Кон средината на март, преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, доставивме прашања во Министерството за одбрана. Каде патува министерот Јолевски? Дали лета со бизнис или економска класа? Во кои хотели престојува? Кои се рестораните во кои руча и вечера? Колку троши од службената картичка и на што? Колку Јолевски и неговиот кабинет трошат на репрезентативни плаќања? Еден куп информации од јавен карактер, кои мора да бидат достапни во секој време на јавноста и на граѓаните. Тие, кои што плаќаат данок и ја полна службената картичка на министерот, му ги плаќаат билетите, сместувањата и ручеците. Министерството за одбрана имаше законски рок од 1 месец да ни одговори на поставените прашања. Рокот беше пробиен. Одговорите ни беа доставени на 8 мај. Негативни.
колку, каде, зошто и како трошел министерот Јолевски и членовите на неговиот кабинет е класифицирана информација. Една информација, според законските прописи во Македонија, се класифицира за да се спречи неовластен пристап или употреба, со што би се нанела штета на државата. Степенот со кој се класифицира е различен и оди од интерна информација до државна тајна. Кој е ризикот по безбедноста на државата, ако граѓаните кои плаќаат данок и ја полнат државната каса дознаат колку чини едно службено патување на Јолевски во САД или кој му е омилен хотел или ресторан? Тоа не остави збунет. Затоа повторно побаравме одговори од одбрана. На 11 мај побаравме од нив да не ги достават копиите од одлуките со кои се класифицираат дел или комплетните информации кои веќе ги побаравме од нив. Истиот ден до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер поднесовме жалби на пробивање на законскиот рок за одговор, но и на одлуката да се одбијат сите наши барања. До денеска нема одговор од двете институции, а рокот им истекува во петок. Отчетноста не е посилна страна и на директорот на Државниот архив, Филип Петровски. Кога доаѓа, кога си заминува од работа, каде патувал службено, зошто и колку тоа ги чинело деночните обврзници. Колкава плата добива овој државен службеник назначен на директорската позиција од владата. Тоа се прашањата кои ги поставивме на 22 декември минатата година преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Петровски не ги класифицираше информациите. Едноставно ги игнорираше нашите барања. Ги кршеше сите можни законски прописи и регулативи во Македонија и на краја тужеше Комисијата за заштита на правото на слободен пристап, бидејќи му наложила да ни одговори. Тој немаше никаков проблем ако јавноста дознае колкава плата добива од државата, бидејќи ни одговори само на тоа прашање. Коефициентот по кој му се пресметува месечната плата на директорот на Државниот архив е 3.1, односно тој добива 3 пати повисока плата од обичниот даночен обврзник. Тоа значи дека Петровски има плата од над 67.000 денари, бидејќи според податоците на Државниот завод за статистика во 2016 година просечната плата изнесувала нешто над 22.000 денари. Како пример ќе го наведеме прашањето: кога Петровски доаѓал, а кога си заминувал од работното место? Ова е само дел од документацијата која собравме, обидувајќи се да дознаеме кога директорот на Државниот архив Филип Петровски доаѓа, а кога се заминува од работа. Барања, жалби, решенија, ургенции. По повеќе од 6 месеци ние се уште не добивме одговор. Интересно е што во преписката меѓу архивот и комисијата се откри дека работното време на Петровски се евидентира во посебна тетрадка. Иако со тоа не се крши законот, овој податок зачудува, бидејќи во архивот е поставен систем за електронска евиденција на работното време, а тој пак на вработените им има издадено наредба за задолжително евидентирање со инструкции за внесување на паузи и службено или приватно напуштање на просториите. Очигледно, таа наредба не важи за него. Комисијата за заштита на право на слободен пристап одговори позитивно на сите наши жалби. Донесе решенија кои Петровски ги игнорираше. На 30 март испрати ургенција до архивот, со која му наложи да не ги достави одговорите во рок од 7 дена, а во спротивно ќе го извести Државниот управен инспекторат на Министерството за информатичко општество и администрација за да се отвори постапка согласно Законот за управна инспекција. Одговор повторно не добивме, а и Државниот инспекторат не доби известување. Од комисијата не добивме образложение зошто не ги извести надлежните и со тоа се стави во одбрана на Петровски. За да биде парадоксот уште поголем, со директорот на архивот ќе се соочиме пред управниот суд. Не затоа што ние го тужевме, туку затоа што тој и архивот поведоа спор против комисијата. Една државна институција тужи друга само затоа што одлучила во наша корист и им наложила да одговорат на прашања од јавен интерес. Тоа беа два примери за танталовите маки на дел од новинарите да се дојде до информација за работата на државните органи или на функционерите. Повеќе од 6 месеци траеше преписката со сите законски можности со Државниот архив, нешто помалку, околу 3 месеци со Министерството за одбрана. И, господине Китановски, доаѓаме до ситуација во која што службената картичка на министерот за одбрана се класифицира, не знаеме до кој степен, она државна тајна е највисокиот, нели?
И може би уште поабсурдната, она во која што директор на институција ја тужи Комисијата за заштита на право за слободен за пристап до информации од јавен карактер, бидејќи му наложила да ги даде информациите за што е обврзан со закон, а единствениот кој што може да тужи според законот е тој што не ги добил информациите, а не тој што ги има. Така. И сега, Апсолютно. како до транспарентност, како до поголема отчетност, што претходно во првиот дел рековте и затоа ги поврзав сите овие сегменти во едно, е клучно да се тргне напред. Клучни се, значи, кадрите, луѓето. Ако тој господин било кој да е или на било која институција да е директор, не сака да ги види или не сака да ги примени, да ги применува законите кои што го обврзуваат да ги применува, бидејќи е на тоа место, не знам што може да се каже. Тука не може да стане збор за некаква неинформираност. Човекот е директор на институција, тоа подразбира дека ги познава основните закони што се однесуваат на работењето на институцијата со која раководи, чи што е директор. Драганов? Мене воопшто не ме изненадува. Исто тоа се случуваше и кога класифицирани беа информациите за стечајци кои се во државни фирми во Македонија, како тие ќе загрозат безбедноста на Македонија, навистина не ми е јасно. Така што жалосно е ова што се случува, а главниот проблем е повторно судството, затоа што сега оваа постапка пред управен суд од искуствата и пред виш управен поприлично ќе трае и ќе се повторува, бидејќи најчесто мериторноста... Иако нема основ ни да се поведе постапка, бидејќи нема право. Најчесто изостанува и мериторноста на одлуките во управните спорови, така што тоа е дополнителен еден проблем, лавиринт, што се враќаме на почетното, дека граѓаните, знаејќи ги сите овие работи, имајќи ги предвид, најчесто и нема ниту да покренат судска постапка, без разлика што знаат дека се во право. И кога ќе го имате сето ова на вага ставено и кога ќе речете каква е состојбата во судството, само еве реалната слика од една страна, од друга страна само да се сетиме, еве мене што ми текнува во моментов е дека имаме две судики кои имаат меѓународно искуство во Европскиот суд за човекови права, кои што немаат место во македонскиот правосуден систем. Не треба. Има мала разлика. Мирјана Трајковска-Лазарева не може според сегашниот закон. За госпоѓа Цаца Николовска беше поинаков случајот, таа можеше, но апсурдот беше во тоа што 3 пати беше одбивена. На овие два за крај Маричич апсурдни примери би го додал и третиот, а тоа беше нашата преписка околу случајот со фалсификуваните сертификати, во кој што службеник задолжен за слободен пристап за информации не ви дава информација. На ваше дополнително прашање дали сте постапиле и сте га проследиле до институцијата која што ја има, бидејќи се прогласува дека не е имател, вели едноставно не. Па тоа е во сите овие три случаи е демонстрирање на дрскост и на арогантно кршење или злоупотреба на правилата. И тоа без пардон. Значи тоа е веќе една отворена фаза каде што не ни кријат дека ги кршат правилата. Замислете сите министри или оние кои што може да ги класифицираат своите картички и за да не знаат луѓето каде ги трошат средствата. И ред други работи. Затоа мислам дека е клучно да се почне од таму каде што може, а тоа е каде што се може, во ослободувањето на институциите од оваа заробена држава. Обвинителството за почеток. Значи тоа е јасно, недвосмислено, правилата укажуваат. Ако обвинителството биде ослободено и почне да се работи работата како што треба, како што тоа го прави СЈ во овој период, замислете кој влијание ќе биде тоа и притисок врз другите институции да си ја вршат својата работа. Сетете се во каква состојба беше целиот систем во 2015 година кога започна СЈ со работа. Од тогаш до сега работата на СЈ и вадењето на информациите и користењето на нивните надлежности и овластувања ги доведе многу институции во ситуација да мора да постапат по закон или пак отворено да каже дека ние не сакаме да постапиме. Пред самиот крај сме и сосема кратко Китански, на вистинскиот случај во обвинителството и неговото ослободување. Па мора да се почне од таму кај што најлесно може да се почне, а тоа е промена на државниот јавен обвинител.
Ви благодарам на сите тројца што бевте вечерашни гости во Топ тема на ваша страна. Почитувани, тоа беше се во вечерашново понеделничко издание. Останете и натаму со програмите на ТВ.